Здраво, живо, ова е Петошно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Марина. Здраво, Панче, по 10 Се пат. прибра? Се прибрав. Пак сум тука во Германија во неубаво време. Сега неубаво Дождови, време. невремења. Ама и таму се расипало времето во Македонија, како што слушнав, така да, не знам, жали Македонија за мене, зашто сум отишла. Да не бидам носталгична. Тука е расипано и таму расипано, значи се е уред. Да. 2 недели цело време константно 28 степени беше. Тоа не сум доживела никогаш во април. Преубаво. Си го донело сонцето надело изгледа од тука. Да. Ама и баш одговара ти доле, ова тука, па си идеш и баш ки темава баш ќе биде денеска по копно, по воздух, по вода не можеме. Да. Како до Германија. Или како до Македонија и назад, во зависност од тоа која насока се има. Збориме како си одиме во Македонија, со кои превозни средства, кои искуства ги имаме со тоа и што може да направиме ако има некои проблеми. Точно. Кој беше твојот лет? Мојот лет, да, значи јас со авион се враќам секогаш, бидејќи и ова да ми се враќам, бидејќи имам ограничен број на денови на одмор и не ми се трошат баш за пат и за прилагодување од долг пат, така да лет за мене е најдобра опција. Мојот лет беше супер. На враќање беше подобар отколку тој на одење. На одење имаше малку турбуленции, ама ништо страшно. Од каде летеше? Сама со децата. Од Франкфурт. Од Франкфурт на Мајна, директно до Скопје. Тоа за среќа има од лани, од април летови директни. Што е супер за нас. Јас живеам во Кисен, или тука не е далеко од Франкфурт, некои 40 минути имаме возење. Порано сме си иделе, мислам и уште идеме во зависност од тоа, нели, цени и доставности и се, од други аеродроми, од Дортмунд, Келн и Франкфурт Хан. Ама да таму пак има 2 часа возење до сите 3 аеродроми. И ако има нешто закаснување она, не седиш таму и немаш избор. Точно. Значи, кога се отпира како ќе се патува, дали било за обично за Македонија, прво се гледа од каде најлесно може да човек да лета, поточно во кој му е поблиску аеродромот. Меѓутоа има и други, како што рече ти самата, фактори кои што играат во целото тоа. Доколку летам во, да речем, во подалечните дестинации или од Дортмунд, треба да го прерачунам патот. Потоа треба да најдам некој што ќе ме однесе или ќе треба да обезбедам превоз со Фликспус до, да речем, до аеродромот или со воз. Значи тоа се додатни трошкови кои што влијаат на целокупната одлука како од кој аеродром и со кое средство да заминеш за Македонија. Ние можеби сме во поволната ситуација каде што сме централно. Франкфурт ни е близку, 70 од до мене, 40, Франкфурт Хан од кај мене е 110-120 км, е некоја голема дестинација. Меѓутоа постојат луѓе кои што, да речем, имавме ние случаеви кога сме гледале луѓе кои што иделе по 3-4 часа, можеле да патуваат да стигнат до аеродромот за да заминат за Македонија. И тоа сепак треба да се предвиди, посебно кога сме сами, да речем сами во смисла без мали деца, без фамилија, тогаш малку сме пофлексибилни. Дали ќе биде Дортмунд, дали ќе одам 3 сата со воз или со автобус, не ме интересира. Ама кога си со фамилија е сосем подруго и тоа треба да се земе во обзир. Да, баш добра точка е ова, дали си со фамилија или без. Ако си без фамилија, онака сама, ако сум седно ми, ќе одам, ќе си најдам некако да стигнам до тој аеродром. Последниот пат, така само кога летав, беше лани во септември за свадбата на недобрата другарка во Скопје. И летав од Келн и си најдов на Блаблакар. Митва Геленкајт, некој да ме вози до таму за 10, колку 11 евра беше и
Точно. А со фамилијата си пак треба некој да те однесе, па детско седиште, па види тука дали ако е касно, дали спијат децата, па куфери, па да, и тоа се треба да се испланира. Точно, не е само И дека плюс ако ако отидеш и после касни летот и да. И тоа други проблеми. Друго е сам кога леташ можеш да леташ со ранче. Ама со деца малце е подтерсен да леташ со ранче, значи треба багаж, тегленца, на времето ние за 20 дена 60 тегленца. Поедок, ручек, вечера. Стварно. Да. Добро, сега се има секаде. Сега да. Добро, ама сега кога ќе споредиш што порано уствари, we haven't good, што викаат германциве. Ја допред, кога дојдов тука, немаше директни летови до Македонија. До никаде, до ниеден аеродром и се прекачува во Љубљана и тоа беше супер конекција каде што се чекаше само саат време, например, за трансфер. Ама еднаш односно неколку пати си има враќано и преку Белград, каде што се чекаше 5 сати. И Точно. тоа со аеродромот во Белград, не знам сега каков е, не сум била одамна, ама не беше аеродром каде што би можел да поминеш 5 сати со дете и да го занимаваш и да му биде интересно. Јас може би бев привилегиран да летам со последната, да речем, македонска државна авиокомпанија. Ја доживеав Палер, Македонија. Значи, тоа беше... Стварно? Да. Пред 3 Палер, Македонија сум летал. Малце беше дрмаво, ама стасавме. Да. Сега ме подсети што кажа дека се дрмало. Сега кога бев во Македонија, бев на стендап на Сашко Коцев. Да. Кој може да набави карти, отида, значи, не знам, глава ме заболи од смење, стварно многу добро. Меѓу другото кажуваше баш и смешка за летање преку Белград. Вика, не знам таму каде бил и таму вика одиме во Србија таму да се прекачиме во авионот и онака авионот го гледаш автобус. Вика не тераат позади каде ме сите да го буткаме авионот да почне да лета. Вика стюардесата внатре 80 години и она поминува ја и станувам вика и правам место да седна. Така некои други смешки имаше. Ме посети на тогаш кога летав еднашка. Палер Македонија беше државната, верувам дека многу и не ја познаваат, не го познаваат тоа име од генерациите што сега се, да речем, на таа возраст. Меѓутоа, верувам дека постарите генерации се познаваат дека познатиот црвен македонски авион со лавчето на опашката, Палер Македонија беше познат за сите. Скопје Франкфурт беше релацијата, понеделник и четврток се леташе, сега се сеќавам. Понеделник и четврток се летеше во еден правец и тоа беше малце доживљај. Иначе, како што рече тие, нашата омилна дистанца или што беше на времето беше Скопје-Љубљана, Адрија Евес, Љубљана, Франкфурт. Секој ден 10:40, уште сега се сеќавам, 10:40 во Скопје се полетуе, 2:20 од Љубљана за Франкфурт, во 3-4,5 си Франкфурт и табан со деца и со целиот багаж стасуваш воа. Сега, со текот на времето се изменија времињата. Палер пропадна, овие што се Адрија веќе не летат, то само за Љубљана. Помина, сега преминуваме на веќе познатите, далеко прочените Визер, тие се сега моментално што се, речам, доминантни во авиосообраќајот и во превозот на патници со авионскиот сообраќај за Македонија. Сега кога спомна дека ептем порано имало директни летови, ми текнува дека кога дојдов пред 17 години, така и се збореше, кога имаше на времето, сикам кој било тоа време, кој идело некој Скопје до Франкфурт, ама ете, тоа било времето и после знам 2012, мислам така нешто се беше првиот лет, знам дека првиот пат со Лука кога летавме бебе беше, се прекачувавме исто со количка, се викам како и тоа иш не ми било тешко. И после другиот лет на Лука во живот му беше со Визер. И тогаш имаше каснење, имаше ово, не си викам никад више со Визер, ама после одма го заборавив тоа и секако дека 90% од патувањата ми се со Виз. Да. Ја можам и да кажам дека и цената ја памтам уште 770 марки на времето. Кошташе? Па да. Со Палер.
со Палер Македонија и тука недека беше и 740 беше, ама со преместување. Значи со Палер беше за 200 и за Добро, 200, да. за 2,5 сата беше у Скопје, а со овие, значи неколку 5,5-6 сата беше со престој во Љубљана, ама престојот беше мал. Така да денеска и на времето само Франкфурт. Значи да се разбереме, не е ко сега Меминген, Баден-Баден, Бремен, Хамбург, Хановер, Келн, Дортмунд, значи немаше такво оваква. Ако сакаш, ако не, како е тоа. За разлика од тогаш, поголем број беа од луѓето заминуваа со автобуси. Значи тогаш беше доста развиен автобускиот сообраќај или врски линиите меѓу Германија и Македонија и обратно, не? Македонија сообраќај со сите нејзини да речам експозитури, дали било Галеп, дали било Транскоп, они се вртеа. Една Галеп, другата Транскоп, после тоа Македонија сообраќај и така ги возеа линиите, не? Скопје Франкфурт преку Келн, Дортмунд догоре заминуваше линијата. Таа беше позната линија. Да. Си имам и ја враќано со 2 пати, имам идено со автобус до Германија. Се немам враќано, мислам, во Македонија, ама 2 пати во Германија имам идено, да. Долго беше некако, мада сега имам впечаток, како што кажуваат луѓе, дека подолго се патува. Не знам дали се чека на граници, не знам зашто ние порано, не знам, за 22 сати преку сила со сите граници, бевме во Франкфурт. И тоа чекање на граница преку Унгарија, тогаш ми текнува. Добро, да, за мене беше ново, може често се случува така, ама имаше голема контрола. Значи не знам дали има некој сомнеш. Сите не претресува, секоја ситница багаж, голем, мал, значи на автобусот го штрафува од надвор, се не знам тоа како се вика, како се тие стручните називи, да видат дали има нешто скриено во автобусот, во самата конструкција. И таму изгубивме добри 3-4 сати. Да, кој знае дали било така често. Маđарите треселе многу, затоа... Да, маđарите. Стварно, и вака ми текнува, сме летале и преку Унгарија, не знам, да, и преку Унгарија, знам и ми текнува и таму дека исто се строги на аеродромите. Значи се убаво, не те гледа, дете, со дете, без дете, се едно. Ке те претресе убаво. Ке се заврши работата, па ти жали се. Чуди се, што те снашли. Да. А што мислиш, како е, еве, например, сега да кажеме, ти сега беше, да речам, фришко си стаса на ова, речи го, како е квалитетот еве? Сега леташе со Lufthansa, си летала со Визер? Да, па има разлика. Ја не верував дека ќе има разлика, веќе се викав шо, лет како лет, 2 сати, што може да се, нели, да биде различно? Како прво, повеќе место има во авионот на Lufthansa, нели, за нозе, за све. Ама и помал е авионот. Значи, помалку седишта, помалку редови, све. Генерално сум ја и од Виз задоволна, значи од услугата таму, стюардесите имало многу моменти каде што стварно се покажале дека се трпеливи и услужливи. Не сум видела никогаш некој да е таков нешто да ти се изнервира или да ти се истори. Сум имала ситуации, баш ке спомнам. Ама друга е услугата, едноставно, кога ќе платиш повеќе. Тоа е факт, тоа нема што да се лажеме. Таму и на борд даван за деца, некои играчки, вода, чоколадо бесплатно. Каде што во Виз треба да се плати посебно. Ама на крајава она летачкото искуство нема разлика според мене. Значи тие си ја знаат добро работата, сум имала супер летови со Визер и така. Да. Позитивно да, меѓутоа ние имавме една негативна, да речем негативна во наводници искуство со Визер и од тогаш реков ја више Визер како Визер не сум задоволен можеби од квалитетот. Да, меѓутоа од сигурноста, дали кога ќе купам карта ќе полетам со тој авион што сакав. Прошлата година во мај летаме јас, сопругата и бабата, среќни, недела дена ќе поминеме, не чекирано се, картите купени, меѓутоа од причина што не работов зафатен, не чекирав на време.
малце закаснив и сега чекирам од дома и ми вика не можеш да чекираш, на аеродром ќе чекираш. Викам, окей, добро, не е страшно, картата ми е купена, ово, она. Одиме таму, чалтерот, викам, изволте, там вика, момент. Како вика момент? Па вика, момент, вика, ти не си чекиран, авионот е пребукиран. Пол. Викам, молам? Да, да. Вика, има продадено повеќе карти од реално. колку што дозволено. Викам, ве разбрав германски добро, или сакате да ми кажете дека Визер продал авионот 230 патница собира, викам дека они продали околу 250 карти, а авионот 230 има. Па вика, тоа е нормално. Викам, слушај, викам, ја не викам прв пат да летам и ова. Добро се, не е бито они одма, Визер е крив, шо ти е знам там, ова, она. Овред, поминавме пасошка контрола и сега стасат чекираме. Поминаа сите и ние не останавме 5 души. Значи, ние тројци уште, двајца имаше патници на авионов, значи, такво исто. Сакаат да летат, купиле карта, пребукиран авионот, вика, ти не сте вие, чекај. Ама вика, не е проблем, вика, не е. А за тие, да речем, нека беа околу 20 минути. Оти они ги повикуваат патниците еднаш, па 2 пати, па 3 пати. Па после те ставаат у меѓу зоната, измеѓу, да речем, таа врата отвори, затвори и авионот, па почекуваш таму. Значи, тоа реков ја тогаш, фала многу, ама мене досега со Луфтанза или со другите компании каде што сме летале на други дестинации, нас никош не се десило да ми рече некој, слушај, не си чекирал, продани се повеќе карти. И тоа ме зачуди ме ако авионов е 230, како може да продам 250? Ако не дошол, не дошол, картата е платена. И така да, тоа искуство што беше, реков, заврши работа и од тогаш е веќе трети пат ќе летаме за Македонија со Луфтанза преку Франкфурт. Точка. Да. Без разлика колку ќе кошта. Да. Значи во тој момент ставам на повисоко ниво тоа мојата сигурност дека ќе се вратам тогаш кога е букирана картата. Баш кај што во времето, да речем, во некои подруги времиња читавме и по социјалните медиуми дека Визер доста неконкретно, неозбилно или не како што треба сервисот не си го извршил. Симнуе во едно, па полетуе на друго, и затоа реков... Тоа, да, книга можам да напишам за тоа татзехлих. Тоа многу често се случува со повеќе седишта продадено од нормално. На мене лично не ми се случило, ама ми се случило да седиме сите, значи, boarding completed. И само ќе кажа, добро, сега не можеме. И вака ги, сега не знам како ги бираат луѓето, дали рандом ги бираат, ајде ти искочи од авионот, или дали некако имаат некој систем, тоа не знам, ама знам дека се случува често. Да. Тоа исто ти што рече, ја исто повеќе би платила за ако знам дека ќе полетам, ќе слетам. Точно. И дека ако нешто има проблем, дека временска непогода разбира. Значи... Временска непогода е друго. Јас знам тогаш со Визер исто кога летнавме со баш исто со Лука Мал, на сред лет кажа не може во Скопје, значи магли имаше многу. Точно. И летаме во не знам во Софија. Да. Тоа не можеш па да се жалиш, нели, не е до тебе во Скопје, често магловито на зима, затоа и не одиме веќе таму во зима. И така, ми имало и други ситуации, кај што, например, ние еднаш тргнавме со авионот, значи стартуваше авионот и мораше да закочи нагло, бидејќи нешто не беше во ред. Поминавме некој саат внатре, не извадија надвор. Ајде чекавме цел ден, ништо не се случи, вечерта преспавме во хотел, они го организира хотелот, за волја на вистината, 5 звезди хотел, Лука до ден денес збори за тоа искуство, значи многу беше добар хотелот. Сабајлето пак, нели, до аеродром, после веќе летнавме, се беше супер. Ама тоа ми беше прво искуство кај што си викам, добро, сега сум изгубила цел ден. Знам, сабајлето имавме по петок, например, беше петок летото, саботата ние договорени со моите автобус букирано се за Грција да одиме. Лето беше. Да. И сега си го пропуштив автобусот, нема врска, отидовме со кола, ама пак се планот е зезнат. И си викам, морам да има некој начин, и тогаш беше прв пат кога пробав да си направам повраток на средства.
од една компанија. Баш пробав онака, си викам ајде да видам што ќе се случи и ми вратија 250 евра од човек, значи мене ја и Лука 500 евра, само зема провизија и беше некои 300 и нешто. Ти викаат као ако успе жалбата, земаме провизија, ако не успее никому ништо ти не плаќаш и така. И после тоа уште неколку пати направив и за мене и за пријатели. А пред последниот пат кога се случи, односно последниот пат минатата година, маш ми кога леташе со Лука исто, пробавме на друга компанија каде што не зимаат провизија. Значи таа е Schlichtungsstelle öffentlicher Verkehr, мислам дека е делумно јавна институција, германска. И не само за авиотранспорт, туку за транспорт со воз, автобус, какви проблеми ако имаш, они враќаат целосна сума и не задржуваат ништо. Само во прв чекор ти треба да ја контактираш авиокомпанијата, значи во овој случај Визер, да им пишеш вака и вака, тогаш не летнавме. Се повикувам на Рихлинија таа и таа, 250 евра од човек, еве банк конто да ми префрлите, чекам одговор за 2 недели. Рок треба да им се даде, ако не дадат. Ако не одговорат ништо, после тие 2 недели се обраќаш на таа Schlichtungsstelle. Ќе ја ставиме веб страната во show notes. Сега многу ќе летаат летоска, баш сега пред некој ден видов еден пост за еден дечко исто што се ги вратил парите, па ме посети јас кога пишав долг познам 2017 беше ова во јуни. Вака и вака луѓе може да си ги побарате парите, неколку беа у стил и супер фала, ама некои беа ај сега кај ефтини картите, па и се буниш, Визер ќе го затворат такви како тебе. И така тоа, мислам секогаш сум за тоа да си ги бара човек своите права, посебно во вакви некои случаи, значи ти зимаш одмор со дете, еви, точно. Со фамилија, па зашто да не, мислам тоа ти следува тоа право. Тоа одлично што го каже ова Марина. Значи не треба да се плашиме дека што ти ја знам ќе ни се деси. Правото е тоа, авиокомпаниите или другите, без разлика дали било Визер, Lufthansa, Qantas, American Airlines и сите други, они се Dienstleister. Они ја нудат таа услуга. И таа услуга секој ја плаќа. И доколку таа услуга не е извршена од неоправдани причини од нивна страна, тогаш следи, што би рекле на германски, Schadenersatz, значи исплата на оштета, бидејќи пропуштен авионот, кај тебе на пример си го пропуштил автобусот, може некој ќе закасни на работа и други работи кои што се поврзани со самиот лет, и тоа не треба на никого да представува страф или опасност дека ако си го побара своето право. И ќе го стави на линкот. Имав и една исто, имав и друга ситуација, мислам нема врска со да кажам освари дека треба 3 сати најмалку да касни летот, за да се направи повраток. Еднаш имав ситуација и на идење на враќање по 2 сати и 50 минути каснеше. Ништо не. И тоа и први на идење беше таква ситуација со седишта препродадени, на враќање исто нешто, авионот као подрасипан, ама го направи. Значи летнавме тогаш па багажот ми го заборавя, ама тоа е друга приказна, другиот ден на домашна адреса ми го донесоа. И па добро кога си кога леташ со години, ќе си направиш вакви искуства. А еднаш беше за мене така малку климаво, бидејќи бев во Македонија, сега да размислам сам како беше, да речеме требаше да се вратам во недела, во недела е летот за враќање, а јас во вторник имам испит, завршен испит за као административен, сега не знам као стручњак ке речам, Verwaltungsfachwirt. Тоа го правев како доквалификација додека веќе работев како службеник. И за тоа повисоко место што веќе го работев, требаше да го завршам, да ја добијам таа диплома. Значи ми зависеше работното место тој испит. Тоа беше као меѓу испит, 3 години траеше се, ова беше после година и пол. И морав да се вратам у вторник, викам добро, знаеш, у недела се вратам, у понеделник таман уште еден ден одмор да се стабилизира малку, у вторник на испит.
баш тогаш имав земено книги во Македонија да го учам. И идам на аеродром, супер се, лето за Келн се откажува. Се откажува. Да. Значи ништо ни и леле викам што да правам сега, знаеш, кога се откажува, викам добра, и утре, знаеш, понеделник некако ќе се вратам. Во вторник да полагам. Се јавувам на кол центарот, вика има лет во вторник. Морам во вторник да видам во Германија на испит да бидам луѓе. Ми зависи работно место, буквално не знам како многу смирена бев уствари тогаш. Си викам некако ќе се вратам. И шо искочи после вика ајде ако сакаш од Софија, значи од Софија, од Бугарија, од таму да летнеш, до Франкфурт. И ајде викам ќе пробаме што да правам и така си најдов такси до Софија и тоа беше прашање нели со виза дали ќе се летне. Али летнавме, мртва изморена се вратив во понеделникот, а баш меѓувреме си пишував со тие колегите што беа, викам вака може ли да го, нели план Б си викам може ли некако до друг ден да го полагам, знаете ли нешто? Не може, викам, значи мора некако донесе. А шо пак кога стигна, викам ајде таман да поучам за тој едниот испит што ми беше тој ден. Гледам таа книга што сум требала, сум ја оставила во Македонија, таа што не треба сум си ја земала во Германија. Тоа беше, значи, ама завршив. И си направив повратно за средства и тогаш. Ама авантури. Да, ама ти си имала, например, храброст тоа да го направиш, си разбрала, си направила, а многу луѓе тоа ти кој што викаш, еве сега кој што кажа од искуството на други, нема или визар ќе пропадне ваму таму, ќе пропадне, ама глупости. Ќе пропадне тебе работата, па после нека пропадне некој друг. Не? Да. И не само тоа, и деца ако треба да се вратат во школа, пак Лука тогаш не беше во школа, ама за си пропуштил ден, шулфлихт, може казна да ти бижат, нели? Затоа треба, например, не да се внима, меѓутоа кога веќе се одлучиле за таа опција, треба сите можности да ги користите на крајот, што ви следуваат како право. Тоа право на никого не му го одзема, ти пише 2 збори, рече слушај, авионов каснеше 4 сата, требаше да стасаме тогаш, автобусот ми помина, возот, никој не седи, например, некој може да седи во Франкфурт и може да го земат, ама некој може да седи 150, 200, 300 километри, и ако му помине возот, толку е таа. Да. Ќе седиш на едноставно и посебно Флугхафен. Да, па така, последниот пат тогаш ти викам Миле кога одеше во Келн, дури седнале во авион со Лука и им кажале екипажот има работено толку и толку сати, значи над некоја граница, ајде сите надвор и искочи се. Ние имаме пријатели таму, Миле таму отиде се спие со Лука. Ама другиот ден вика кога се вратив на аеродром имаше жена со 2 деца на аеродром што спиеше, кој знае од кај дошла. И таа да и речеш ајде сега ти седи мадро, не си ги враќај парите, мислам тоа траума си останува такви некои искуства. Затоа не се ни веќе толку ефтини картите, значи не се веќе 2-30 евра па да речеш ајде пеки ќе ги запорам. Онака сега последниот пат со Луфтханза беше поевтино за враќање од Скопје до Франкфурт. Повеќе не се исплакеше. Да, тоа сакам да спомнам, значи што е ефтино? Ефтино, картите се ефтини кога знаете дека денеска сме да речам април и гледате на пример во август, септември да летате. И тоа, сепак, има некои периоди и да летате, и сега да ги букирате, знаат и они самите дека кога се распустот, фериите, тогаш картите се автоматски поскапи. Оти сите летаат, така да летаат. Значи, тоа треба да се земе во обзир. Сега, например, кога ќе земете едно 4-члено семејство, напред, значи, натаму и нааму, со куфер, прибедејќи кога одите на распуст, не одите со ранче за еден викенд, ами сепак ви повеќе работи, може да ви испадне, да речам, ниско буџетната тарифа, може да ви испадне понекогаш поскапа, доколку имате некој нормален лет. Тоа треба да го земете во предвид. Сега тоа споредував баш, гледам уствари во последниве години што помалку да земам работи, пошто онака посебно за лето не ги носам сите работи, ако ги спакувам. И гледам полесно да се пакувам и мене и децата. И сега со визер рачен багаж е како големина ранец, а со Луфтханза во рачен багаж уствари е мало куферче. Точно. И мала ташна.
Така да тоа за мене е голем, што знам, Vorteil, Да? бидејќи пак нели е помалку картата не е толку скапа ако не букираш багаж и плюс не треба да чекаш да си го земаш багажот на кога ќе се симнеш во Да. таму каде што си лепнал. И тоа исто треба да се спореди. Значи, за рачни багажи, куферите во виза, како што спомна, се стварно скапи за Да. букирање, зависи по 40 евра може од куфер, од правец да биде. Да, точно. И Некои букираат и приорити ако сакаат. Со приорити мислам дека има и куферче. Тоа е не знам, 12 евра. Визер приорити има куферче и можеш пред време да влезеш, некои си таму повластици имаат. Ама па речам, тие опции треба пред време, значи плански да се направи, да се види кој шо, како, кога, каде ќе лети и од каде пред се. Бидејќи тие, речам, зацкриени трошкови повеќе го прават, да речем, шлагот отколку самата карта. Да, може да летате на 20 за 30 евра, меѓутоа доколку имате плюшо за куферче, па сакате нешто да си купите, па треба некој да ве донесе до аеродромот и пак ќе испаднете на таа сума доколку на пример се одлучите за можеби за аеродром поблиску до вас и да е картата можеби во прв поглед поскапа. Да. А освен со авиончето, други средства превозни си користела? Си одат уште, па лично да ти викам, со автобус се имам враќано и со кола еднаш се имам враќано во Македонија и толку од моето искуство. Не можеме, сакам вака да се возам, ама долго време ми е да поминам во кола. Би правила некогаш некој така роуд трип со застанување, со преспивање некаде, па таму некој ден да поминеш во Хрватска, да речеме, или не знам, Словенија. Ама уште немам такво искуство. Вие сте иделе? Да. Ние освен со брод за Македонија не сме сите други превозни средства ги имаме поминато. Значи сме биделе со автобуси на почетокот кога бевме, да речем, без мали деца или со фамилија кога ние возрастните, окей. Автобусот беше пригоден, одеше до Велес, имавме некои повластници, така да сето тоа беше за нас привлично. Меѓутоа, главното превозно средство за Македонија било авионот. И тоа со куфери, со сите работи не било. Костева се своле, не е битно, плаќаш куферите со нас и можеш да си донесеш нешто и да си пратиш, да си онадиш со куферот и сите работи. А иначе, смоден и со кола сум модел. Сега една препорака за сите кои што возат, да прават паузи. Да прават паузи и да преспиваат. Од моје искуство, ако не сум имал судари и такви работа, меѓутоа неодговорно е кога се вози узастопно. Ако викаме ние, ја ќе издржам сепак, патот си е пат, си бара концентрација, си бара одговорност за фамилијата, бидејќи обично сме возеле со фамилијата, така да не е одговорно доколку некој одлучи се качува му, што ти ја знам, се качува му Далтон Дици, стасува му Велес за 18-19 сата и супер, и сите тие работи. Може многу пати да успее, да биде успешно, меѓутоа доволно е еден момент на непажња, на умора, на неконцентрација, за да може нешто да се деси. Кај мене, например, позитивното што ние двајцата возиме. Јас и сопругата се менјаме. Имаме ние кажано рута, јас седнувам од тука до нека Австрија, потоа се менјаваме, се полни бензин, зависно од тоа, сега веќе и резерварот ни е поголем на кола, така да ни издржува едно 1100 километри ќе ни издржи, али пак пауза, кафе, мафе, тие работи и сега последниот пат реков јас преспивање Плитвице. Си преспавме, си се одморивме и понатаму другиот ден свежи се стазавме у Велес. А иначе сум правил, тоа си го кажувам јас, значи седнувам у Алтендиц, палам колата, тргаме, другите од ноќно време тргаме, јас возам, дента стасуваме Виена, се менјаме, сопругата седнуе, докај после Загреб, после јас седнувам, малце
кај Белград ќе направиме пауза и тераме 18-19 сата Велес. Али, пајде речем, тоа е малце критично од денеш, а од сега како да речем малце повозрасен, кога разкачам, критично. И морам да признам дека добро што спомна. Морам да признам дека трошокот е, дори може да се рече дека е најефтин превоз, да речем, не? Покри тоа винјета, патарина, ама сепак кога ќе направиш ЕСА под натаму нааму, со авиони, со куфери, значи со тој волумен на багаж што го носиме со кола и со тоа што ќе донесеме назад, оти назад кој ќе донесеме, сме до... Потешка е колата. До максимум сме полни, со не знам колку кутии тъга за југ, со не знам колку пакети газоза, па ако идеме порано тоа, сега више не. Сега више онлайнот, нарачај си, се е во ред. Ама порано, сабајле се стануе, се оди на пазар, лубеници нарачани од пред тоа, се ставаат поднози, заднози, а циркузи сме биле. Ама па мислам дека многу така прават. По ствари мислам дека најчесто вака според мој впечаток најмногу ради тоа идат со кола. Точно. Ради багаж, ради тоа што може да се земе и да се однесе и да се донесе од тука. Да, и флексибилен си нормално и таму, посебно у Македонија ако ти треба кола. Нормално. Да, мене не ми треба, јас сегде сум си пешки. Порано, например, колата била, ако викаме не луксус, ама сепак, ама сега колата врши работа, привидејќи има доста убави местенца, каде што можеш и одмор убав да направиш и сите работи. Паѓаш, пред 25-30 години нити Аурора имала, нити Лебедово езеро, нити некои други таму, добри места кај што можеш тоа се стаја. Охрид, Метропол, Белви и тука завршувала или Маврово, Радика, тоа е. Тие биле. Крушево, Молика и тука биле, тие хотели биле. Да. А сега веќе имаме развиен доста убав туризам. Само кога ќе размислиш колку винари има. Значи тоа се прекрасни места. Да. Сега ние што си користиме, тоа е кој ќе се доеме доле рентакар. Точка. Так, си земеш. Има количиња, не ми треба сега кој знае како, важно е се тркалка. Да, па да, добро. Таа опција користиме. Јас им, овие да речем од фамилија Шоревци, ако идеме доле, так количето не чека и ќе си платиме за една, па држам, не сум вакво е, не е некој голем вакво е. Да, не знам, тоа еднаш се распрашувавме, не знам зашто. Ама ја уште цела фамилија ми е таму, сите се со коли. Да. Тоа се е ситуативно. Сега ми се свиѓа, у последно време ми се свиѓа, мислам не у последно време, последниве години ми се свиѓа по групиве така што се направи некоја тенденција на да се организираат луѓево. Имам слободно место до вамо, ако сака некој. Сакам да идам таму, иде ли некој натака да ме прибере. Тоа ми е супер пожопорано од почетокот кога се збореше за такви концепти, како Блаблакар, како Митфагелегенхајд. Така скептични бевме. Леле, од кај ја не го знам тој, како да седам со него у кола, кој знае како вози, ама сега, што знам, ја мислам еднаш на ден гледам таков оголас. Или, да, за барање или за нудење на место. Точно, меѓутоа, треба да се пази тука, оти превозот на други лица е поврзан со, да речем, обврска на, да речем, шоферот. Овие што се официјалниве... Па да, посебно ако си се менја, да... Овие што се официјалниве компании што возат, тие имаат веќе лиценци. Оти лиценците не можеш ти да така едноставно да речеш ајде се собереме и тргаме за Македонија, оти треба сепак да се кажат дека се темек можеби фамилија, дека се пријатели и тие работи, а за тоа верувам дека тоа е малце да се внимава на тоа, а овие што се превозниците, они имаат официјални лиценци. Значи, тоа е добро, да. Паѓачам, автобусите, освен некои една или две фирми од Македонија, автобуси веќе не. Постои Фликспус, го најдов него, да, вози и за Македонија, меѓутоа многу најверојатно не го користат. Обично овие наши патни превозници што се... Фликспус за Македонија? Да. Франкфурт. Стварно?
Франкфурт, Скопје. Има линија. Шите се. Има и тука видов некој комбе вози во Гисен. Ама кој знае како се, не знам, не го запамтив ми името. Во Гисен, апла тука у комши ни застанало, не го видов, Миле го видел. Има. Има да чера дешните. Ма добро, мислам дека за ова што се организираат не треба. Тоа треба, мислам, над некоја бројка на луѓе. Иначе како што функционира Блаблакар буквално. Само треба да се легитимираш, нели, со таму на таа платформа, но ова ништо, се договараш. Да. А иначе Flixbus вчера баш го кога се спрема 110 евра во еден Франкфурт Скопје. Беше колкуш 29 сата пишано. 29 сата дека прави. Не за друго, јас немам проблем со тоа, ќе седам, ќе го издржам некако времето, после тоа би ми требало мене малце време да се стабилизирам. Од толку после си кој четлек. После си кој четлек. Да. Ептенако ми е вака за авантура, со кола би тргнала со преспивање. Да, а за тоа И тоа ептенако имам време, ако имам одмор. Дека сварно вака не се исплаќа 2 дена на идење, 2 дена на враќање, 4 дена ти се тоа од одмор од 20 дена, да речеме. Зависи кога ти паѓаш. Целта на сите ние кои ќе отидеш доле со кола, назад се враќаш товарен. Чушка, патлиџанче, грозје, лупениче, динче, цела кола смрди на такви работи. Ракија, се носи и тие работи за тоа. Кога ти е таква целта, колата е најубавото превозно средство. А кога сакаше да се видиш, кратко времено викендче, авиончето таман си е. Без разлика дали ќе биде ниско буџетно или високо буџетно. Не е битно. Важно е. Да. Мада тоа што зборевме што е ниско буџетно, високо буџетно, сега веќе скапи се карти едноставно се. На крајот на криштата паќе испадне истото, паќе доеш на истото. Некој евро погоре, некој евро подоле. Може би со ниско буџетното, да, стварно картата е вака, ама доека стасаш, паќе речем, до Франкфурт Хан да те донесе 35-40 евро ти треба некој. Да? Ако не можеш да немаш превоз. Да, ами реално не знам што очекуваме, мислам, пак, значи авионе, треба некако да се вивне, да се однесе од А до Б, треба тоа да кошта. Значи јас многу сум непопуларна со ова мислење, ама не треба да биде 15 евра карта. Ете, ако биде 15 евра ако биде 15 евра картата, они парите од друго место ќе ги извадат. Не, па речем, сите знаеме дека јас платив 14 евра, тогаш во септември кога идев не беше ни распуст ни ништо. Се реално си имав и план Б, ако не летнам од таму, ги се купев со Lufthansa од другиот ден, бидејќи пак, нели, искуството си е тоа, се случува со виз. Баш ми се смеев претходниот ден, бев на кафе кај една поранешна колешка и нешто автобусот не зезна. Тука јаде такси викнав и за 10 километри таму од село едно до село друго ми зема 40 евра. 40 евра, не имаше ни 10 километри. И ја другиот ден летам од Скопје од Келн до Скопје за 14 евра. Кој е односот тука? Ама тоа е тоа. Не си го ценото, ама си имаат некоја калкулација. Секој го прави тоа, има некоја калкулација. Таа калкулација, ако испадне, окей. Ако не испадне, тогаш треба, знаеме дека компаниите овие што се субвенционирани. Значи некој треба да го плати тоа. Да. Субвенцијата, кога имаме тоа, се знае кој го плати тоа. Државата ќе зема тие пари од вработените, поточно од населението. И па се доаѓаме на истото. Да. Тоа, кола авион, автобус спомнавме. И не бројка не спомнавме. Да, бројките, извини. Бројката не ја спомнав. Простор за бројките. Една бројка мораме да спомнеме. И тоа за мене воодушевувачка бројка. Знаеш колку патници имало во 2022 година со авион, колку слетале во Македонија? Колку? Ајде, кажи некоја бројка. Македонија е 1.700.000-800.000 жители. Еви 1.900.000 да ставим.
Од цел свет или само од Германија? Општо. Значи, два аеродрома, Да. колку на Аха. двата аеродрома колку слетале во 2022 година патници. Да. Па е 250.000 тука се. Не знам усвари Така? на каде одам со математикава, ама и дупло да биде. Аха. Дупло? Дуплото пута 4. 2,27 милиона патници слетале и полетале во Македонија. 2,27 милиона патници. Бре. За разлика Многу од патници се тоа. 2021 година, 70% се накачило, бројот на патниците се накачило. Со летаат со авион, значи тој сообраќај е доста користен, не? Приметуваме дека се повеќе и повеќе дестинации. Добро, да, имаше и тука сигурно пораст ради коронава, баш лани кога имаше и прехлани, гужви на аеродромите, дека сите сака да си надоместат за одмори што ги пропуштиле, и тоа е исто. Знаеш, беше на бројка која што за порастот. Многу, да. 2,27 милиона. Мислам, да. Тоа значи дека полни се секогаш. Секогаш и Висер и Луфтханза секогаш се полни. Точно. Да, има. Тоа не има многу на страна, си идеме често дома. Според тоа време порано авионот бил луксус. Луксус бил авион. Луксус, скроз. Авион бидеш летав со авион, кузнеш об. Сега но нормално, што јас со авион ќе сеам за Македонија. Да, ми текнува еднаш и кога као начекав ефтина карта од Адрија, 300 евра повратна, леле ефтина. Добро се, да, добро. За прекачување со 4 авиони, мислам 4 летови. Да, 770 евра беше картата. Не, марки. Марката беше на времето беше. Да. И тоа, кој ќе размислиш, например, со тројца или четворица кога бевме на времето, 2800-3000 марки. За Македонија да леташ. Многу пари. Да. Тоа само превозот. А кај ти се кафаните? Тоа е башка, значи ништо не, ни си дал, ни си пил, ништо. Само да стасаш одоле. А сега, кој што викаш ти, 14 евра. Иако пропаднеш од 14 евра, што е 14 евра. Пропадне, да, и тоа што викаш. На сопругата флип-флопсот не се толку поевтини се, вачи се поскапи од колку карта за Македонија. А тоа е интересно, теоретски, баш имавме, слушнав за една ситуација, нема врска, да речеме си букираш лет за 14 евра, си викаш, ајде, ќе ја купам картава, ако земам одмор, ќе идам, ако не идам, не успеваш да земеш одмор и си викаш, не идам. И летот не ли иде без тебе, нормално, кој знае што се случува со седиштето, sejedno. Пребукирам. Ама може и да се откаже тој лет. Да. Може и да се откаже. Сега, ти ако имаш чекирано предходно, можеш да се направиш повраток на средство. Тоа да. Така да е една малце као дупка во цела регулатива. Мислам, така е теоретски, нели? Ако си чекиран, тоа значи дека си, нели, идеш на кај авионот или дека си таму. Ами им вакво едно друго, нас тоа да се неме десено, што како реагира Визер на целото тоа. Значи, авионов не полетуе од Германија. Луѓето имаат повратна карта. Луѓето седнат у кола и одат со кола, бидејќи мораат да одат. Седнат у кола, одат за кола, се враќаат назад, кој што викаш ти, повраток на средства. Да. Визер им вика, да, може, ама само за еден правец. Значи, само за тој авионот вика од Скопје за Франкфурт Хан, тој полета. Си го правам, која е логикава сега. Ако не полетам, како да се вратам назад? Да. Дури мислам дека, не знам само како е тоа, може некој да сподели ако знае, ако се откаже на идење, ма на враќање се имаш картата. Ако отидеш некако, може да се вратиш со истата карта? Точно. Сигурно? Бајтршам, ова го кажувам од сигурно искуство. Значи, Визер им вика, ние не сме криви што вие не сте се вратиле назад со авионот. Авионот ве чекаше вас у четврток, у вечерта у 8:20, ве чекаше вас ве немаше. И затоа не можеш да бараш, например, оштета за двата правца. И затоа им викаат, окей, ќе ви
акцептираме, тоа само ама еден си викам правец. некако, си викам некако ако имаш организирано повратна, ако отидеш некако, значи не со таа карта што си ја купила, ама ако сакаш се вратиш со таа карта што си ја купил. Дали што знам, имаш и тука некоја ситуација. Има многу ситуации, вака некој треба само да се зачита човек на групиве. Искуство Ама изводливо е. Теке Тоа е има. битното да кажеме дека е изводливо, значи не треба да се устручава некој ако тоа му се десило да си го побара тоа право, да си побара материјално оштета за целото тоа. Општо за многу работи во Германија, ако не си побараш со години, може да ти следува нешто и да не го добиеш, ако не го побараш. Ако не поставиш барање, бирократија. Ами тоа е логички. Ако не прашаш, нема да знаеш. Од кај ќе знаат, од кај ќе знаат. Тоа е исто што сакав да кажам исто и за виз, како ете пофалба во тие некои многу ситуации што сум ги имала со каснење со она, стварно многу биле мили стюардеси, дури тогаш кога ни се случи тоа во 2017 кога закочи авионот, ајде Лука го дека мал беше, го седнаа во кокпит натре, значи слики, што знам, игри, стисни тука. Стварно беше доживле за него. И може си Лука викам, го направил авионот. И само можеш да замислиш. Цел авион, на нив им се сипа. Кога ќе тргнеме ово, имам свадба организирано, имам ово организирано и они такви трпеливи, многу ме изненадија тогаш. Мислам и после тоа никогаш не сум имала стварно лоши искуства со нив. Шо знам? Јас верувам дека во преден план секогаш е сигурноста на патниците. Значи тука нема некој да речем некој така да се разбереме сите дека они пред се одговараат за сигурноста на патниците. Не летаат они текнало се ваквоето или ти коше рече, тоа се законски регулативи. Ако тента летале пилотиви или рече го стюардесиве 10-12 сата летаат само 8 точка, не може да ги пуштат овие од тука. Тоа се знае дека мора да имаат пауза. Мора да одмараат. Или ние знаеме дека во Франкфурт имаме забрана за спуштање на авиони после 12 или 11 сат часот беше. После 12, ако помине тој време, нема слетување. Ништо, да. Ja, и тоа е факт. Океј. Да. Мислам дека опативме доста работи. Уште со комбињава се кажат превозниците дека тоа е релативно ново, мислам порано барем кога дојдов немаше такви можности. Да. Сега има, не знам како се регулирани тие искрено. Дали си имаат фирми, дали се, што знам. Аз од моите сознанија и решерши да речам, испадна дека можеби во почетокот малце беше да речам по македонски дива лига. Меѓутоа сега веќе на граница им бараат лиценци за превоз на патници. Значи не може секој да купи комбенце, рече окей, ајде, секоја недела Скопје, Франкфурт и терам. Можеш, ама не тоа регуларно. Затоа овие што се официјалните преводници, кои што веќе и на социјалните медиуми се доста застапени, верувам дека поседуваат такви лиценци, бидејќи нема да им дозволат превоз на патници во Европската унија. Што е до Европската унија, тоа не знам, ама меѓутоа на влез во Европска унија, верувам дека тие лиценци се потребни за да докажат дека се овластени преводници за патници и таа дејност може да вршат и на тлото на Европската унија. А иначе од сознанијата, ако трнеш со комбенце, од прилика просечната карта измеѓу 120 до 130, може и 140 евра во еден правец. Значи, кога направиш таа математика, може би те носи стварно до местото, без разлика сега, Велес, Кочани, Скопје, улица таа и таа, може ќе однесе, меѓутоа, сепак, кога одиме од таа, да речам, финансиска гледна точка, верувам дека не е толку атрактивна. Атрактивноста е флексибилитетот. Да, скапо релативно, сакам да кажам, тоа што викаш во однос на другиве. Точно. Можности. Добар е флексибилитетот, значи по некои тадори можеш да си одбереш
сакам у вторник, окей, у вторник ќе биде, сакам у среда, треба тогаш да се вратам. Тоа и да, така, тоа е голема, тоа е голема Таа е предност, таа- можеш да се договориш. Тоа е тој плюс Ако што е може да така, се договориш, да. кој што викаш. Не? А иначе, другото, паѓачам, секој треба таа математика да си ја направи, дали и како ќе оди со нив, да речем, бидејќи математика 130 назад, 260 евра, 260 евра, Да, со Луфтанза ќе платиш уште 50 евра, да речем, за да, сат и пол, 2 сата си у Франкфурт. Да? така е, да. Сето тоа сигурно си своето. Така е. Тоа беше тоа, мислам, или? Да. Мислам дека опфативме доста аспекти и доста интересни работи за слушателите. Верувам за многу познато, меѓутоа малце и подетално фативме, посебно делот каде што е оној, да речем, повраток на средства доколку компанијата и го сноси, да речем, ја сноси вината за закаснувањето или откажувањето. Да, тоа ќе го поставиме, како што кажавме во шоу-ноутс, да си ја погледнете страната, исто да се нагласи дека тоа може да се направи 3 години после летот. Значи, ако имате некој лет во последните 3 години, имате време уште да си направите повраток. Не треба да чувате кој знае колку сметки, да, број на лет треба, е важно, тоа ве има некаде на некоја листа. Број на лет, ден, нели, аеродроми и така натака, не требаат многу податоци. И тоа е тоа. Чао, чао! Чус!